Владата се уште размислува кога да воведе мораториум за објектите кои не ги исполнуваат условите за работа. Идејата е да им се остави простор да ги отстранат пропустите, а по истекот на тој рок да влезе инспекција и да провери дали е се во ред. За сега не се знае колку време овој мораториум ќе трае. Откако рече дека 70 до 80% од исконтролираните објекти не работат согласно прописите, сега премиерот Мицкоски вели дека ќе им биде даден одреден временски период да ги отстранат неправилностите. Суштината е сите оние кои што доставиле документи, а не ги исполнуваат, согласно ворениот инспекцијски надзор од Државниот пазарен инспекторат, да ги исполнат условите. А тие нема секако да работат во тој период, туку тој период ќе го искористат за да ги отстранат недостатоците. Затоа што ова не може да се претвори во преки суд, затоа што нешто што е 3 децении и повеќе погрешно направено, ние за 9 месеци се обидуваме да го канализираме и да го ставиме во ред. Меѓу оние кои не биле изградени согласно законите или не работеле според прописите, нема само гостителски објекти, туку и јавни објекти како градинки, училишта, пензионерски домови. Ќе оставиме и на сопствениците на тие стопански објекти време, за да можат тоа да го исправат. Инаку, како за ваша информација, тука не станува збор само и за приватни објекти, тука има и државни објекти. Така што и државата ќе треба да има одреден период со кој што тие објекти кои што изминативе повеќе од 3 децении биле градени или да кажам крадени, треба да ги исправиме ние како влада и ќе го направиме. И ако трае мораториум од 3 години нема да работи например некој. Точно, колку е доволно, колку е потребно за да се направат тие измени, толку ќе трае. Но можам да ви кажам дејностите од предшколска возраст преку пензионерски домови, преку училишта и така натаму и така натаму. Со други зборови, кога се граделе или реновирале, во суштина се краделе. Досега инспекцијските служби извршиле 116 вонредни надзори врз угостителските објекти во Македонија. Министерот за економија и труд Бесар Дурмиши информира дека биле изречени 10 привремени забрани за работа. Дури 15 од 23 објекти кои поседуваат легални лиценци за дискотека, кабаре, ноќен бар не ги исполнувале условите. На 6 им била истечена лиценцата и работеле на диво. Инспекторите изрекле и 60 глоби. Министерството за економија во моментов работи на измени на Законот за угостителска дејност, со кои ќе се овозможи проверка на исполнувањето на минимум техничките услови за работа пред давање на лиценцата. Контролата задолжително ќе ја врши Државниот пазарен инспекторат. Новите измени предвидуваат и забрана за работа по одземање на лиценците, ако се утврди дека оние кои ги поседуваат не работат согласно законите. Глобите за прекршителите драстично ќе се зголемат.